Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Аско Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Најтешката емисија, после емисија или интервју кај што ќе направите растор систем. Интервјуто со Пандов направи растор систем, одлично интервју, меѓутоа и вечерва имаме одлично интервју на тема дали ќе биде фалсификуван пописот. Интервју со првиот човек на државната статистика или човекот кој го организира пописот во Република Македонија. Дали ќе биде фалсификуван пописот во Македонија, 50 до 55 минути, тврдо интервју, останете со нас. Сигурно нема да зажалите. Добар ден. Добар ден. Што имате завршен економски факултет? Да. Колега ви бил Али Ахмети? Не. Бидејќи гледаме голем експерт за демографија, па дава анализи, дава бројки, дава проценки, како вели по 25% не може да биде албанското население на пописот, па си реков да не е некој ваш колега демограф, Не. да не сте студирале заедно колеги, да не сте биле. Не. Од кај толку знае статистика и демографија? Па веројатно треба да опрашате него. Па не, сте имали ли ве комуникација, сте го викнали ли во работно тело кој го подготвува пописот, Али Ахмети да даде некои сугестии, бидејќи гледам се разбира статистика и демографија. Не сум имал тоа задоволство се сретнам со господинот Ахмети никогаш. Колку е статистички веројатно, бидејќи сте експерт по статистика по демографија, дека пописот ќе биде фалсификуван? Статистички, како вие би ја процениле можност дека пописот може да биде фалсификуван? Овој попис како што го подготвуваме, дефинитивно не може да го фалсификува никој, па дури да сака. Мислите? Тврдам. Може ли да ни направите една симулација како би издал попис за Шипковица, еве, например? Што се случува кога попишувач оди во некое село, ко Шипковица, во куќа албанска, а попишувачот е албанец? А една симулација направете, бидејќи сте многу категорични дека не може да се направи фалсификат, симулација како ќе се попишува една фамилија во Шипковица. Јас ќе ви дадам симулација за било која фамилија во било која населено место. Истото важи. За Шипковица, бидејќи таму се притисоците. Сигурно не е во Радовиш. Не, зашто? А зашто не? Не, па немало до сега. Тепачките биле секогаш во Западна Македонија. Ајде, ако не ви е проблем, направете ми симулација, пошто сте експерт и директорно, како ќе се попишува една фамилија во Шипковица? Не е проблем. Значи, велам, било каде бидејќи притисокот секаде. Дали е само таму или не, погледате го пописот 2011, па ќе видите дека не е само во Шипковица, секаде е притисокот. Меѓутоа, таа симулација. Нашата намера, желба е да попишувачот биде локалното население. Зошто? Заради тоа што прво го познаат теренот, не може да му се случи да нешто пропушти. Оди еден попишувач? Зависи, ако има мешано население. Зошто се откажавте, да речеме, во албански средини, кај што знаете дека ќе биде голем притисокот, зошто се откажавте да се оди со два попишувачи, еден македонец и албанец? Нема, јас секој ќе го поставам и второто и поинакото Зошто тоа не го прифативте? Не, и обратното. А зошто па да има? Не, нема зашто да нема, видите. Нема зошто да има. Господине Симовски, ако има сериозно стравување дека пописот биде фалсификуван, а не изминатите 30 години имаме мноштво на примери кај што се прават политички притисоци, кај што се прават ние сме го имале тоа искуство. Еден попис и беше прекинат токму поради тоа. тоа. Зошто тие стравување да не ги елиминирате со два ние ги попишувачи елиминираме тие македонец и албанец? со претходните подготовки. Значи, овој попис, за разлика од сите од претходни пописи, ќе се спроведува со сосема поинаков метод, така наречен комбиниран метод. Овој метод подразбира и попишување на терен, меѓутоа истовремено користење на податоци од базите со кои што располага државата. Значи, од тие бази е формирана една посебна пописна база, која што е сублимат на 7 различни бази. И ова служа за проверка. Значи, било кој и било каде, да се обиде било што да направи надвор од правилата кои што се поставуваат со методологијата и со упатствата кои што имаат попишувачите, може многу лесно да се открие и да тоа се сноси одговорност. Одите во Шипковица. Така. Вие сте албанец. Вие сте од партијата ДУИ. Сигурно ДУИ нема да пушти во Шипковица членови на попис. Немојте да викате никоја сигурно, значи сега, видите, ние го правиме избор, не го прави ДУИ. Знаете, директоре, ние можеме теоретски да збориме 2 дена. Не е спорно тоа. Но овде е многу практично. Ви имавте еден Анграм Буџаку, кој беше министер за урбанизам, сообраќај и транспорт, кој на премиерот Хари Костов тогаш му рече: ти не си ми газда, без разлика што си премиер. Мој газда и мој претпоставен е лидерот на ДУИ. Иначе, ако еден министер во владата, како Анграм Буџаку, подосна амбасадор во Франција, му каже така на премиерот, тогаш што очекувате вие дека некој попишувач во Шипковица ќе ви каже Васко, директор на Завод за статистика?
Сигурно нема да ве слуша вас, туку ќе ослуша Центарот Дечековица, Али Ахмети или луѓето кои се номинирани од Али Ахмети. Вие можете теоретски да зборите колку сакате практично. Бидете убедени и вие и целата јавност дека било кој, значи не говорам дали е Шипковица или во Прилеп некаде или во Охрид, било кој од учесниците во попис, вклучувајќи не само препишувачите, туку и регионалните структури и државните структури кои што се вработени во завод, па и јас како директор на овој завод, кој што ќе направи било што надвор од она што се методолошките основи, надвор методолошките правила, ќе биде елиминиран од пописот веднаш на лице место. Тоа ви го тврдам најодговорно. Не ме интересира ни реакцијата ни од било кој политички субјект. Значи не говорам конкретно било кој политички субјект. Било која институција. Значи ние спроведуваме попис кој што е наша обврска и не го прават другите пописи. Во неколку интервјуа слушам ваши искази кај што велите сте доставиле CV, врз база на тоа CV, бидејќи 30 години сте тука во Заводот за статистика, сте избрани да бидете директор. Предпоставам дека е тоа причината. И многу други конкуренти. Вие тоа го кажувате. Така. Ви имате сега заменик кој треба да има врзан подпис со вас. Добро. Сте го проучиле ли CV-то на заменикот? Тука е 30 години или шетал како кадар на дуј во институција кај што било потребно, кај што било неопходно. Беше шеф на кабинет на министар за образование. Тогашниот министар за образование прв положи се поклони пред споменикот на панатите борци на УЧК, па беше во водостопанство, па беше во ова комисија за корупција. Добро, не битно, значи бил повеќе. Но не е статистичар. И вие треба сега да имате врзан подпис со него. Го поручивте ли неговото CV за да прифатите да имате врзан подпис со него? Јас не именов, нити именувам, нити може да именувам заменик. Дали тоа значи дека се политизира процесот втората со именување на вашиот заменик? Се додека, а тоа се случува, гледате, нема никакви ни било какви појавни моменти да ние немаме да имаме односно некакви несогласувања во однос на процесот на подготовките и реализацијата на пописот. Но и сега не е почнато, кога ќе почне. Кога год да биде, ако ги има, ќе бидете свесни и јас тоа нема го дозволам. Меѓутоа, функционираме добро, функционираме коректно и... Што е CV-то на Илми Салами? Што треба да стави врзан подпис со вас? Еве, ние не знаеме, публиката не знае кој е. Како вие би го дефинирали Илми Салами? Бидејќи ова е професионална операција, како што велите, професионално ќе се спроведи, гарантирате дека нема ни еден промил шанси да биде фалсификат направен. Можете ли да кажете кој е CV-то на Илми Салами? Значи, пописот не го спроведува нити Илми Салами, нити Апостол Симовски. Вие ставате подпис. Имате врзан подпис. Во ред, го спроведува институцијата. Може ли без негов подпис вие да подпишете? Не, меѓутоа дека стигнат мојот подпис и неговиот подпис, многу тела стручни ги разгледуваат, ги подготвуваат и разгледуваат и материјали. Кај нас доаѓа на подпис. Значи не е тоа нешто што го напишал Апостол Симовски или го напишал Илми Салмани и кој што треба ние двајца да го подпишеме. Значи нешто што се веќе филтрира. Господин Апостол, видите. 20 години власт Али Ахмети во Република Македонија. Добро. Дали со ВМРО, дали со СДСМ. Ви велите дека немате политички бекграунд, дека сте професионалец одбрани, меѓутоа ние мораме и тие политички аспекти бидејќи јас не ви забележувам на тоа тама дека пописот е политизиран во Република Македонија. Ако некоја операција е политизирана во Република Македонија, тоа е пописот, бидејќи тука политиката се води во бројки, првенствено од албанска страна. Али Ахмети Добро, тоа е ваш став. Да. И легитимно е да имате став. Али Ахмети доаѓа на власт после 2002 година, кога веќе е завршен пописот 2002 година, која е 25%. Иако од луѓе кои биле начело на оваа институција, а и председателот на Државната пописна комисија господин Зоран Крстевски вела дека било 17,8 туку под германски притисок е зголемено на 25, не е битно. Ова е прв. Прво, јас сум дел од оваа институција и тогаш, бев дел и сега сум. И господијата Новковски, господин Крстевски го проблематизира пописот за обработката на пописот и во тој период и тврдам дека немало, значи го спроведува пописот таа државна пописна комисија заедно со тој директор на заводот во тоа време господин Новковска. И сега истите тие луѓе сега го има забелешки на податоците од тој попис. Значи тврдам одговорно, бидејќи во сите фази бев вклучен најдиректно како раководител на одделението за демографија во тој период, дека максимално професионално во тој дел се спроведе работата од она што значи улога на завод. Сега имаше одредени и постпописното истражување покажа одредено ситно, многу мало отстапување
инаку во статистиката знаете дека отстапувањето плюс минус 5% кога се работи за попис се прифатливо, ова беше многу. Значи, некој си трета децимала отстапување, кој што го констатира и мониторингот. Значи, некаде за околу 30.000 лица, не говорите само за конкретна етничка заедница, вкупно 30.000 лица, кај што беше не... Значи, 30.000 лица има отстапување на пописот. Тоа е согласно извештајот и на... 2002 Што е јавен извештај и на оваквото... Добро. Мониторингот и на постпопитни истражувања. На 2 милиона, 30.000 е 0,0... Се извинам. Ако Али Ахмети речи дека не е возможно бројот на албанците да биде под 25%. Добро. Ако претходно министерот, поранешниот министер за образование, сега пратени во македонскиот парламент, вели дека тој нема да гласи и нема да го прифати пописот ако албанците се под 20%. Добро. Ако веќе се почне со лицитација, па и поранешниот градоначалник на општина Чаир, сега исто пратеник, вели дека не може да биде по 25%. Како вие тоа го толкувате? Гледате, тие веќе почнаа да лицитираат. Тоа не, јас апсолутно кажам и во јавноста и јас, значи, факт е дека пописот е под политички притисок. Проблемот е... Зошто? Ќе настане проблемот... Зошто? Не можам јас да... Легитимно е на политика да се... имате нивни заменик овде, значи, вака да се разбереме. Делегиран нивни заменик, избран нивни заменик. Легитимно е. Карши канцеларијата со Значи, кој ќе наидете, кој ќе почувствувате или кој ќе видите дека мојот заменик или јас сеедно или не било кој вработен во завод. Тоа не е притисок врз вас. Действува политички. Дали тоа не е притисок врз вас? Па да, знаете, до вас зависи колку ќе издржите на притисокот или не. Значи, вие ги коментирате изјавите на опозицијата и барањата на опозицијата, а имате проблем... Не, барањата, изјавите се друга работа, значи говориме за барањата. Добро, барањата има поставено неколку барања. Не, за тоа ми е работа. Ма и ова е барање. Значи, што Али Ахмети го кажува, тоа е барање од вас, дека не смее да биде под 25%. Ќе го искоментирам. И тоа барање. Да, и како значи, ние не сме некакво радио што исполнува музички желби. Добро. Ние сме институција која што треба, има задача, обврска, согласно законските прописи, согласно статусот на институцијата, согласно програмата за работа, да створи реални објективни статистики. Зошто пропадна? Тоа ќе си го направиме. Зошто пропадна пописот 2011 година? Еве, тоа е последен попис. Така. Пробаа Никола Груевски и Али Ахмети да направат попис во Република Македонија и пописот пропадна. Многу Зошто пропадна пописот 2011 година според вас, бидејќи велите сте вклучени во сите пописи? Така. Пропадна бидејќи се исполитизира во старт формално. Што се исполитизира? Значи, пописот. Што? Формално. Со носењето од законот за попис, каде што се даде ингеренција дека пописот го организира и спроведува државна пописна комисија, тело политичко. Не беше уште Повиц или Радовиш, таму беа попишувачи. Не, попишувачите велат дека го подготвува, организира и спроведува државна пописна комисија, политичко тело формирано од страна на влада. Сакате да кажете. Значи заводот беше помошно тело во тој попис. Значи сакате да кажете дека ако не постоеше тогаш државна пописна комисија, ќе имавме фер и регуларен попис. Можно, значи јас не велам можно. Значи сега велите до институцијата колку ќе се заштити. Добро. Значи... Таму имаше тепачки на лице место, на терен, помеѓу македонци и албанци попишувачи. Имаше во Западна Македонија. Тоа посебно. Имаше и меѓу македонци само. Да, значи пописот почнува и се прекинува. Што е причината да биде прекинат пописот? Сигурно не е државната пописна комисија, туку информацијата од терен. Што е грешката? На место ви е прашањето. Одговорот ќе биде недокажан, како кажам, без докази. Немате докази? Немаме докази, заради тоа што со законот со кој се прекина пописот, се донесе таму некој членови имаше во тој закон да се уништи целокупниот материјал од тој попис. Уништен е материјалот? Комплетно. Од пописниот материјал до сите записници и документи што се врзани со попис. Тоа е кривично дело. Не, со закон се донесе тоа уништи. Значи се покри колкта со гласање во парламентот. Добро, небитно, значи кога донесува законот за прекин. Значи се покри со гласање со политичка одлука. Уставен суд не може да толкува. Ајде не завлегуваме во тој дел. Значи јас ви кажам како е фактичката работа. Значи уништен е цел материјал на пописот. Комплетно е уништено се. Изгорено во Дрисла. Во Дрисла. Изгорено до Ливче, значи не остана ни памфлет од целокупно. Како да нема? Како да не постои? Како да не постои? Како кремиран човек. Сите докази материјални се уништени. Меѓутоа, рековте дека сум бил тука, така не сум јас. Значи, гротот, најголемиот дел од персоналот кој што е се уште во завод беше тука и тогаш и беше дел од таа акција. Што по мене се случуваше? Значи, токму тоа политичко влијание
И секој од страните, во тој случај се имаше страни, двете политички опции кои што беа на власта, настојува својот дел од населението да го набилдаат. Односно, мога се предпостави, кажам, кој што не може да ги докаже. Испаднеше 3 милиони дека има жители. Па почна веројатно на тие 10 дена утврдија дека попиша повеќе него што во 2002 се попиша и сватија дека тоа никој нема да им верува на тие резултати, дека и самите влегоа во Колку пари потроши? мислам дека беше околу 7 до 8 милиона потрошени. Значи, не беа сите потрошени. 7 до 8 милиона си ги изгореа после удрисла. Па, Да не остана траги. Буквално така. Зато се води и случај, попис, нели? Предпоставам дека, значи, од финансиското специјално се води случај. Да, од специјално јавно обвинителство се го прифатиле. Колку што јас го тоа разбирам, толку не сум правник, колку што го разбирам обвинението за финансиските работи се води случај. Тогаш албанците ја протна она теза дека голем дел од македонците кои биле попишени, еден голем дел се декларирале како бугари. И албанците ја вртеа таа теза, ја вртеа таа приказна. 2011-та? Да, за 2011 година. Никој не може да го докаже тоа. Сега, господине Симовски, ние ќе имаме една ситуација која ќе биде дополнително наметната со овој попис, а тоа се оние бугарски пасоши. Ако ги следите нели изјавите на официјалните бугарски лица, кој што Екатерина Захариева вели, ние мораме да внимаваме и да се грижиме за правата на бугарите во Република Македонија или на жителите со бугарски пасоши, така што сега пописот, освен македонци и албанци, ќе се чека за да се види колку бугари живеат во Република Не, така, значи, да расчистиме на работа. Има огромна разлика помеѓу државјанство и етничка припадност. Значи, тоа се сосема два различни белега. Се белези. Немојте таа формулација белези. Значи, за нас е тоа белези, значи. Ама какви белези? Во статистиката ова е есенција на функционирање на државата. Вие гледате што се случува во државата. Јас слушам во неколку интервјуа употребувате белези. А ние овде имаме така се крси ова чудо. Не, овде имаме конфликт дали државата ќе биде унитарна или ќе биде федерална, веќе тие цела своја стратегија ја базират на погрешна адреса ги поставувате оваквите тези, бидејќи јас нити имам намера да менувам политички систем од државата, нити да коментирам за нешто што е веќе воспоставен политички систем од државата. Така да ве молам на погрешна адреса. Не, јас сум статистичар, јас ги евидентирам работите, не ги... Не, вие сте директор на државна институција. Седно. Вие сте директор на државна институција и вие следите што се случува. Имаме рамковен договор. Ние имаме закони, имаме рамковен договор. И тоа ние она што го имаме. Имаме тиранска платформа. Според рамковниот договор, есенцијата е државата да функционира како бинационална држава. Тоа е ваш коментар. Не, се извинувам, ама само морам да ја кажам работите во кој фон, во кој сенви се случува пописот во Република Македонија, контекстот да го дадеме. Имаме тиранска платформа кај што тие велат дека албанците се асимилирани, дека православните албанци се македонизирани. Тоа е фонот кој тие го прават, пледоето. Зато ви цитираат со бројки. Тие сакаат да докажат дека ако не е асимилацијата, ние ќе бидеме изедначени. И дека всушност Македонија припаѓа и на едните и на другите, треба да биде двонационална или бинационална. Тоа е суштината. Тоа е напаѓа опозицијата. Јас не креирам политика од државата. Добро. Никако личност, нити никако носител на функцијата, нити пак институцијата тоа го прави. Нашата задача согласно законот е да ја покажеме реалноста во државата во секоја област со нашите статистички истражувања. Значи ние сме, како да кажам, снимател и прикажуваш на состојбите, не сме креатор на состојбите. И не завлегуваме во тоа, има закони државата си, постојат тие, знаете како се викаше како се вели во војската, во армијата, се постапува според наредбата се додека не се промени наредбата. Значи, законот важи дека не го промените. Вие сега поставувате некои тези каде би одел државата. Значи јас нити сакам да ги коментирам тие работи, нити може. Има други компетентни луѓе нека се коментираат на тој дел. Прв пат вие воведете 3 категории на население. Не се. Прв пат ги разрешуваме на овој начин бидејќи постои притисок да Зошто тоа го правите? Имате резидентно. Значи не е точно дека е прв пат. Па не, на другите пописи. Не е така делено. Не е стаено таму како дефиниција за да биде чисто во јавноста. Да, не е така делено. Секогаш постои сите тие категории. Имате луѓе кои се странци во Република Македонија. Значи има 4-5 категории, се разбере. Океј, можеме ли да ги дефинираме? Како да ги дефинираме сите тие категории? Сите може. Во Република Македонија. Во секој време. Значи резидентно, нерезидентно, не само тоа, и дел, значи самото резидентно население се состои од 3 категории. Значи е подкатегории. Имаме присутни граѓани, државјани, присутни, имаме присутни странци, како втора категорија од резидентното.
и имаме отсутни државјани до 12 месеци. Или 3 категории веќе на самото резидентно население. За да може публиката да не разбери, за да можеме да објасниме пред публиката. Значи, една година, односно 12 месеци, е клучен услов. Да. Ако некој не е присутен 12 месеци во Република Македонија, Или е присутен повеќе. или е присутен во 12 месеци во Република Македонија, да биде попишен како резидентно, односно жител кој е тука во Република Македонија. Вообичаено население се вика. Вообичаено население или нерезидентно население, односно луѓе кои имаат државјанство во Република Македонија, но не се присутни повеќе од 12 месеци во Република Македонија. И лица што немаат македонско државјанство, се странци, а се присутни во државата помалку од 12 месеци. И имате на четврта категорија, тоа се лица кои не се ни вамо ни тамо. Не, лица кои се тука. Кои се тука, но немаат државјанство, не им решен. Немаат документи никакви. Значи нема документи во македонски. Значи тоа се луѓе. Кои се тие? Тоа се бездомници и Добро. лица од социјално загрозени категории кои што Колку се тие на број по вас? согласно податоци што ги имаме од Министерството за труд и социјална политика, некаде тоа се евидентирани лица, некаде се околу 1400 лица. 1400. Значи не е тоа бројка кој што е Овие некоја 150.000 државјанства што нас не се провлекот од 93-94 година. Решен е тој процес, значи едно по едно се ги елиминира. државјанството не е услов дали ќе бидете дел од Согласно, пописот или но не. тие луѓе се тука. Значи, Поред. поделени се државјанства некаде 150.000. Тоа се приказните, не се 150.000, помалку од Мене 150.000. не ме интересира Но приказите, јас имам формално. Има ли уште такви луѓе? Па веројатно има, колку што јас знам, има некој, ама мала е бројката. Која е таа бројка? Не знам. Бидејќи опозицијата нели напаѓаше дека ќе се дадат нови пасоши, нови лични карти Да, они, добро, на тие луѓе и дека на тој начин пописот ќе биде За две теми разговараме. Значи, Класификувам. ова што е вашиот коментар за напаѓањето на опозицијата за законот, предлог, некој закон што беше таму за државјанство, измена на тој закон, ние не говориме за тоа нема врска со пописот. имате масовно луѓе кои се присутни тука и кои немаат документи. Да, ма таа маса не е голема и е... Што се тие луѓе? Значи, попишувањето на овие луѓе ќе биде организирано заедно со Министерството за труд и социјална политика. Добро, значи доаѓаме се до двете Согласно клучни. законот, да. Доаѓаме до двете клучни категории. Едната клучна категорија е присутно население или вообичаено население како што ве велите, втората категорија Не сите се тие вообичаено, ова што влегуваат во тоа резерва. И втората категорија е луѓе кои не се присутни во Република Македонија. Повеќе од И 12. присутни странци, трета категорија. Присутни странци. Сидвино. Три категории. На 13 март е прогласена пандемија со коронавирус од Светската здравствена организација. Дали инсистирањето на ДУИ во април месец оваа година да се спроведи попис во Република Македонија се должи токму на тој датум 13 март? Не е ова инсистирање на ДУИ. Бидејќи точно кога дојде пописот, ќе има поминато една година и еден месец. Добро. И Али Ахмети ќе може да објаснува дека бројката би била поголема ако луѓето би биле присутни или би било возможено да дојдат во Република Македонија. Не. И дека би имало многу повеќе. Дали 13 март 2020 година е Добре. клучен датум, зошто инсистирате пописот да биде во април 2021 Не, еве година? тоа ќе го објаснам многу поконкретно, врска нема, значи ова апсолутно нема Не, ве никаква. прашувам, јас не нема, дека ви така, одговарам. ја прашувам. Коректно ви е прашањето, не е спорно, ви одговорам. Значи, одлуката да биде на критичен момент 1 април 2021 година е донесена во октомври 2019 година. Тогаш немаше корона. Нити имаше корона, нити некој знаеше за корона, немаше така. корона. Така. Значи тогаш е донесена, се одложи, фактички 2020 требаше Значи, еднаш одложено. Значи, да, еднаш одложено е заради тоа што во октомври месец кажувам. Тогаш е Зошто не донесена. одложите сега? Повторно. Сослушате ме сега. Ајде, ќе Добро. слушам. Се одложи заради тоа што се закажа воредни парламентарни избори токму во април 2020 година. Значи во исто време на спроведувањето на попис. Попис и политичка кампања Све ми е јасно. не одат заедно. Затоа е одложено. Све ми е јасно. Сега не можеме да го одложиме заради Зошто? пандемијата за есен, бидејќи постојат два термина согласно сите стандарди. Господин Симовски. И вие и кажувавте тоа ве слушав во емисија, тоа се април или Така е. октомври, најсоодветни. За октомври ако ги одложиме, имаме локални избори. Добро, зашто не го Значи, одложите за 2022 година? сега полека. Зошто? Ние имаме 19 години како што немаме И попис. добро, кај има 19, има Ама, 20. значи, да го продолжуваме уште тој недостаток, а требаше да имаме пред 10 Господин години. Апостол, Втората работа. Ние сме... Олимписки игри одложи. Не, нема се слушате се до крај. Вимблдон се одложи, Добре, попис во Република Епа, Македонија Вимблдон кој не сме од- направиле, Видете вака, 20 значи, години. економијата на дали една- дали ќе биде во април 2021 или ќе биде април 2022,
Ништо не менува. Не, тоа вие викате така. Ништо не Прашате ги менува. бизнес сектора дали не менува. Да, баш овие што шверцуваат не, нафта и што прават. не. Многу ми е битно што ќе биде во статистика кажано, каква ќе биде демографијата во Република Македонија. Добро, формирате некое предпријатие економско и пробајте да најдете вработени без да знаете, планирате развој, без да знаете дали имате податоци за работа, за положение работна сила и така натаму. Дека на Штерионаков му е толку битно. Не, говорам само за Не, поединец. тој е најкрупниот бизнисмен. Прашате во стопанските комори било која. Или на Минчо Јорданов. Или на Орце Камчев им е толку битно какви ќе бидат пописните резултати и вие не можете да го одложите пописот за една година бидејќи на Штерионаков, Минчо Јорданов и Орце Камчев им е толку битно каков ќе биде пописот во Република Македонија. Секој кој што треба и сака да планира било каков развој, дали е тоа во бизнисот, дали е тоа во образованието, дали е тоа во здравството, дали е тоа во науката, му требаат овие податоци од пописот. Бидејќи ние ќе обезбедиме податоци со него за комплетната и територијална дистрибуција, но и структура на населението кое што вообичаено живее во државата. Дали ќе биде 20? И сега, значи тоа е страшно битен момент за сите кои што планираат развој. Бидејќи до сега планираме без никаква информација. И многу е честа ситуацијата да се прават многу погрешни одлуки, а уште е почеста ситуација да никој се откажуваат од било какви развојни активности. 30 години сте во оваа институција. Да. Сте учествувале во сите пописи? Во 2011 не бев вклучен, али не е битно. Не се правам. Тоа сте биле. Ама не се правам, тука сум така. Стиглеле. Не го кажувам тоа како алиби. Дали е договорена цифрата 28%? Нема шанси. Дали е договорено албанците да се 28% на пописот кој ќе се одржи во Дали некој се договарал или не, немам појма. Јас едно кажувам дека нити пробал некој со мене да се договара, нити па и да пробал ќе се договора. Ама не нити пробал. Уште ќе прашам. Дали не Уште е еднаш ви договорено одговорам. Не. 28%? Не дека ова го кажува Пасиев. Пред да почне разговорот ви објаснував јас дека Апсолутно ве разбирам. AGB Нилсен Значи, имаше едно истражување. На тоа истражување беше покажано дека албанците во Република Македонија се 28%. Јас тоа не го потпишав како директор нити на го телевизија знам Алфа. истражувањето, нити па Не го потпишав. ми е како директор на релевантно за мене. Дали ќе се оди на силување на потписот за да бидат албанците 28%. Бидејќи Али Ахмети ќе биде голем политички пораз за него ако албанците се по 20 или по 25%, бидејќи после 20 години прв па се прави попис, а тој доаѓа на власт 2002 година. Крај на неговата политичка кариера е и не би заменал у пензија, бидејќи знаете, ако албанците се намалат, тоа значи дека 20 години тој владее лоши, албанците се иселиле од Република Македонија. Тоа е суштината. Дали ќе бидете притиснатиот човек во наредните неколку месеци да ве скршат и да попуштите да бидат 28%? Ќе разговараме ако ме скршат и кога ќе ме скршат. Ако проба да ве скршат, ќе ми се јавите. Колку можам ќе ви Нема- помогнам. не, 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 нема потреба да ми помогнете, сакам нешто друго. Бидејќи Ќе клучно видите. во оваа држава се Ќе направи видите. фер попис. Ќе видите, значи тоа не може Јас. да остане невидливо за јавноста, не ако се Ако случи така. направите фер попис, јас ќе бидам голем фан. Значи Ако една направите ваква фер- работа. Бидејќи оваа држава веќе е Се зрела нафатив, да се направи фер попис. на оваа позиција со намера да направиме коректен попис. Тоа ми беше целта, бидејќи пописот ми е делот. Не сум само 30 години во статистика, пописот е мојата работа. За тоа работа. Што вие проценувате? Гледате, вие можете да видите тенденции. 30 години сте тука врз база на индиректни податоци, струја, потрошувачка на леб, Има брашно, начини да се индиректно од прилика, ама од прилика. Ние не правиме статистика, не вика од прилика. Второ ги гледате последните изборни циклуси, па дури и референдумот кај што албанците беа мотивирани да излезат на референдумот, така? Добре. И нивните бројки на сите изборни циклуси се намалуваат. Излегуваше Лупчо Гергевски, велеше дека во основните училишта има повеќе запишано албанчани така натаму и така натаму, но на изборните циклуси драматично се намалува бројот на албанци кои гласат. Дали тоа може да биде тенденција која ќе биде присутна и на пописот, да се намали бројот на албанци во Република Македонија? Значи не сакам да излегувам во јавност Ама со е било анализа какви да направиме сега. со било какви Ги гледате прогнози сега. Ја резултати- правиме попис. Ги гледате резултатите на Значи на многу е изборите. некоректно и Ги многу гледате е резултатите на непрофесионално изборите. сега човек да излага со било На какви референдум има прогнози. албанци многу помалце. На локални избори албанци многу помалце, на парламентарни избори албанци многу помалце. Господин Значи, Евтов, јас помалку. вас ве разбирам. Тие постојано нас не И вие напаѓаат дека имате македонците привилегијата да ги се кажувате овие сите работи. Јас немам привилегија и не смеам и не сакам да имам таква привилегија во овој момент пред спроведување на попис да давам било какви проценки, прогнози, проекции. Значи, мојата
Оно што јас можам да го гарантирам сега во овој момент и цело време траење на пописот, па и со објавувањето резултатите, дека пописот ќе го спроведеме професионално, почитувајќи ги сите стандарди кои што ги воспоставиле Обединетите нации и важат за сите земји во светот. Тоа е оно што го гарантирам. Сега да се впуштам во било каква авантура, да давам проценки, нити сакам, нити смеам, нити е професионално. Да се вратиме на она симулација. Затоа што реков, вие можете да манипулирате со било какви симулации. манипулирам. Не добро, да ги употребувате. Би манипулирала ако бројките не се точни. Не мислев на манипулација во негативна бројот на нивни смисла на збора. гласачи се намалува. Знаете, затоа тие инсистира во текот на летниот месец да бидат изборите, за да можат со авиони да ги носат овие гласачи тоа е, од западна окей, ваше право на проценка, право на проценка на тие што организираат избори и така натаму. Ама тие луѓе натаму. не се тука. Тоа се обидам да Ние ви кажам. треба да го тоа констатираме. Тие луѓе не И се ќе го тука. констатираме. Ние мислите ќе констатирате? И па Ќе сега ви зашто дозволат? ќе правиме попис? Аме Шипковица вие ќе констатирате дека пола Шипковица е иселена. Јас Или бев- ќе констатирате Јас бев 2002 државен инструктор во Тетово и некој ќе ви дозволи да во правиме Боговиње. попис по стандарди во Шипковица. Видовме како направите, Веднаш после се после- штелува бројки. Каде се наштелува бројки? Па еве кажува и Новковска, кажува и Ама, Зоран Крстевски. имате ли Тие го некаков спро- доказ па дека тие се го наштелува спроведува бројки? пописот. Па Новковска Тие го спроведува спроведува попис, пописот се и додека во не ја база на тоа сменија рекла директор не беше ништо наштелувано, кога е сменија директор све се наштелува. Како може така? Дека 17 Има ли некој материјален дека доказ? 17,8% било. Па беше после тоа Новковска директор повторно и е што не ги зголемена понешти 25. податоците од пописот. И дека е зголемена 25. Чекај, ме слушате ли што зборам? Аме слушам апсолутно цело Да, време. значи Новковска беше директор кој се проведе пописот 2002, ја сменија во 3 во април месец, дојде на чело на завод во 2006 повторно. Што не го поништи пописот 2002 ако кажува дека не чинел? Значи 9 години беше подсетен директор. Добро, господине. Ме разбирате што сакам да кажам? Апсолутно ме разбирам. Значи сега тоа од некакви си други аспекти, отпосле Господин лукање по работите не се Господине призна. Симовски. Албанец попишувач. Добро. Влегува во фамилија во Шипковица. Добро. Има еден присутен и тој дава 10 лични карти. Добро. Тие 10 лични карти или матични А го дали реди- знаете дека ќе даде за 10, значи треба ли се да биде присутно? Не, јас сега велам што може да се случи и ние се Добро. тоа го анализираме. Значи, а тоа правилата се поинакви. што може да се случи, ние го имаме искуство изминатите пописи, изминатите изборни циклуси, кога еден оди гласа за 10, кога дели 10 лични карти и така натаму и така натаму. Се ние не живееме во Швајцарија или не живееме во Шведска, живееме во Република Македонија. А добро, зашто мислите дека можноста, ова што го кажува као можност теоретска, нема да се случи во Виница или у Прилеп? Добро, еве у Виница. Ама не, ама ако ви е многу е овако тоа лобирањето на едно место само. Ако ви е полесно, еве Виница ќе земе, ако ви е полесно да зборите. Но ако еден човек даде 10 лични карти на членови на негово семејство, кои не се во Република Македонија, Добро. како вие тоа ќе го спречите? Толку верувате во компјутерскиот систем? Да. Значи верувам во базите на податоци кои се документирани и проверени. Имаме избори во Америка, Добро. кај што председателот ги спори изборите и компјутерскиот систем. Ги спори губитникот, извинете. Имаме Ако добиеше председателот, имаме избори. немаше ги спори. Океј, еве губитникот, Па сега, еве и губитникот но тој е ќе многу ги битен спори, фактор. ќе ги спори. Имавме избори во Република Македонија кај што падна системот. Да, навистина не падна базните страници, но падна, само но падна, комуникацијата. но падна системот. Се прекина комуникација. Комуникацијата. Тој компјутерски систем е правен од луѓе. Компјутерски систем и прислушкува легално и илегално. Значи тој добива задачи од човек. Така беше и со прислушкувањето и со големотово и ова вистината за Македонија. Ако човек даде една наредба или даде друга наредба, тој компјутерски систем ќе функционира на различен начин. Добро. Како да се спречи компјутерскиот систем да не добие наредба да биде фалсификуван пописот? Значи, наједноставно тука може да се провери. Значи, се што е врзано со информатиката, На кој начин? се што е врзано со информатиката остава трага. Остава трага? Остава трага. Значи не можете, ни нај експертот не може да се окрие трагата она што ќе се направи во тој систем. Значи остава трага. Добро, еве има 10 И тука е најлесно за проверки. Еве има 10 лични карти. Еве ќе ви кажам, значи не е битно и еден човек да е, и еден или 10 се едно. Значи доаѓа попишач и попишува со 10 лични карти. Добро. Како вие ќе фатите дека еден човек дава 10 лични карти? Значи, прво се запишува податокот и за тој што дава податок, матичниот број и за тој за кого се однесува податокот.
Тоа е во прашалникот, така е конструиран прашалникот. Значи мора да се евидентира тој што го дава податокот. Значи повторно зависи од човекот што ќе го пополни прашалникот. Не само од него. Ако е има и систем на контроли, така да не се крие. Ако е човек лојален на Дуина Али Ахмети, може ли да го фалсификува прашалникот? Како да го спречите? Обидот да се, еве прашам, како ќе го спречите обидот да го фалсификува? Се да ставаме овако да направен системот. Така, апликативното решение, комуникацијата со базите и можноста за проверката е направена така да се оневозможно сите... Сигурен. Колку не верувам кога некој толку сигурен, тоа сигурно нешто ќе се случи. Видете вака, значи, многу сте сигурен. Ова ми е четврти попис кој што директно учествувам во неговото спроведување. И мислите беа проблематични. Плюс имам учествувано и како наблюдаш во еден попис и како некако си експерт во подготовката на друг попис. Значи не сум човек кој што прв пат со ваква проблематика се занимава. Значи сме се печеле на многу работи, од се собираме искуство. Втората работа, кога применувате посовремен метод, ги скратувате сите или во најголема мера можностите од манипулации и злоупотреби. Ќе ми кажете ли како ќе спречите? Значи еве ќе ви кажам многу просто, дозволете ми само да кажам. Бидејќи овој компјутер што е тука работи врз база на тоа што некој ќе го нахрани со податоци. Тој што ќе го храни со податоци, што ќе добие податоците на лице место е попишувач. Тој попишувач не го определувате вие, туку определуваат во најголем дел политичките партии. Еве ќе го дам со пример, може да го објаснам со пример за да не ги поставуваме како дилеми. Па да, како ќе го спречи тој попишувач да го нахрани компјутерот со фалс податоци? Дозволете ми да ви го кажам. Еве слободно. Значи еве пример во домаќинство, кажавте, каде што има некој што е во странство, домаќинот кој што ќе дава податоци сака да прикаже дека тоа лице не е во странство. Дека е тука присутно и дава податоци во негово име. Така е. Еве дури да тоа е дозволено не е, ама еве дури да е дозволено да дава. Теоретски. Дури теоретски да тоа. Значи ќе ги дае својот матичен број, дава за лицето матичен број и понатаму ги одговара прашањата што се во прашалникот. Со внесувањето на матичниот број автоматски се прави конекција со базата на податоци, од кај што се преземаат податоци од оние кои што ги имаме во базата. Примерно ако сте вие вработено лице, ви има во базата и за Агенцијата за вработување, ви има во базата и за од Управата за јавни приходи и во базата на Фондот за пензионско и инвалидско. И ќе најдете дека фалсификат. Се ова лице ќе најдете дека фалсификат. Да. Што со тоа лице? Ќе окасните? Да. И тоа што дава податок? И тој што запишува. Не, ако е проблемот кај него. Значи ако тој фалсификува. Значи, ако тој лице еве јас сум, ама не ќе ме молам. Еве јас сум попишувач. Добро. Доаѓам кај вас дома. Да. Вие сте сам дома, но имате 10 лични карти. Добро. Јас како попишувач, кој има поминато сите тренинзи, инструкции, така натаму. Ќе биете казнат бидејќи се прибиле податок за присутно лице, а од друго лице. Парично или кривично? Значи прочитате го законот. Не сум го читал, за учесниците во пописот, кои што ќе се обидат да фалсификуваат и така натака вако кривично се одговара. Кривично? Да. Како што ги фалсификува изборите? Лежи ли некој во затвор за тие што ги фалсификува изборите? Да не однапред. Се извинувам. Дали некој од тие што ги фалсификува изборите, кој исто кривично дело, полнење на кутии, фалсификување на избори, дали некој лежи во затвор? Значи јас не спроведувам избори, па да кажам дали некој лежи или не лежи. Дали прво направил некој такво дело? Кои ви ингеренции? За да вие тврдите дали лежи или не. Значи ние ги имаме ингеренциите да поведеме постапка против тие лица. Се разбира, има институции во државата. Значи вие ќе покренете постапка. Да. Така? Да. И таа постапка ќе заврши во суд. Па така е патот. За да може да заврши во суд треба да направи истрага Министерството за внатрешни работи. Добро. И тоа ќе трае 2 години. Во меѓувреме пописот ќе се направи фалсификат. Значи зашто да овако? Директоре, таму го читате ли законот? Во итна постапка се решаваат тие работи. Поранешен премиер. Не читате го законот. Поранешен премиер во чие време е направен обид за попис 2011 година. Кај што се потрошени 7 милиони евра. И подоцна цел материјал е изгорен во Дрисла. Му е дозволено да избега од Република Македонија. Ниту еден не одговара. Од тогаш да одговараме. Вториот коалиционен партнер, кој го прави попис од 2011 година. Сега глуми голем статистичар и демограф и вели не може да биде по 25%. И вие сами говорите за правна држава која ќе санкционира некој попишувач во Шипковица дека нема да се направи фалсификат попис. Значи, ајде да си селиме сите од дека бидејќи не веруваме дека е правна држава. Значи, сега вашата теза е па уште полош. Прво, кажувате некои работи што биле или предпоставувате дека биле. Не, прашувам како ќе реагирате. Значи, еве како ќе реагираме ние. Нашата се знае. Ние ќе реагираме и ќе поднесеме
поднесок за тие лица. Дали- По законот стои дека во тој случај е итна постапката. Добро. Значи, не е тоа дали две години, бројки, да некој- дали тие бројки ќе се бројат или нема да се бројат? Значи тоа што Е фатено. фатено се поништува на ново, се прави попишување Значи таму. на ново се прави Да. попишување. Како ќе спречите на терен, се извинувам, ќе имате ранливи категории, ромско население, македонци муслимани, кои се нарекуваат орбеши, дел на сиромашно турско население, кај што албанците, гледајќи дека масовно албанците се иселуваат во Западна Македонија, преку исламската верска заедница, преку политичките партии, ќе се обидат да го албанизира тоа население. И недостигот на бројки, поради селување на албанско население на Западна Македонија, да го компензират со албанизирање на роми, со албанизирање на торби. Тоа имавме и 2002 година на пописот. Со албанизирање Вие ги на држите тие тези, јас не можам да ги сиромашно. потврдам Како тези. тоа ќе се спречи во Република Македонија? Како да се спречи тие ранливи категории да не бидат притискани, да не бидат усинувани, да не бидат купувани да се пишуваат албанци? Значи, нашата обврска е граѓанинот што ќе се изјасни во тој дел од етичката припадност, пошто на тоа постојано ови се прашањата, да ја регистрираме како таква. Ние, како учесници во пописот, не сме по никој основ да влијаеме на изјаснувањето на тоа лице. А дали тоа лице и од која причина евентуално некогаш помислило и го направило да промени своето размислување, ако некој се изјаснило на еден начин, на друг пат на друг начин, е негов проблем. Можете вие Значи, статистички ние тоа да го сме- следите? Значи, Можете статистички, иако се тоа лични податоци. Значи, дали податоците од статистички, дали пописот- статистички е да речеме Васко Ефтов, како се Од пишал, податоците- како се пишал пред 20 Значи, години на ја пописот. и како- поединечно не. Поединечно не може тоа да го правите. Не, заради тоа Ниту што- вие како држава, како Ниту ние како завод, држава, значи ние не ги чуваме податоците од пописите по лична основа. не ги чувате. Не смееме да ги чуваме. Воопшто не ги чувате ни 6 месеци или 12 месеци Не, да може да се време направи се одредена. деперсонализираат се процента. податоците се чуваат, се деперсонализираат податоците. Добро, господине Симовски. Имаше опозицијата два предлога, кои беа во функција, не веруваат во фер попис, не веруваат во веродостоен попис и се обидува нели да најат или да предложат два амандмани преку кои ќе обезбедат фер попис како што тие сами велија. Едниот предлог беше да има во пописната комисија два члена, еден македонец и еден албанец, бидејќи конфликтот е помеѓу Добро. македонците и албанците, и второ да има отисок на прст. Бидејќи со отисокот на прст, штом ќе ставите отисок на прст, веднаш во база на податоци што е Министерството за внатрешни работи, може да се види. Што се проверува со тоа? Да се Дека проверува постои ли се тоа? дали постои и дали е присутно во Република Добро. Македонија. Како, зашто не ги префативте тие? Ако верувате во фер А како попис, ќе дадат отисок од прст? видите, Тие кои што се отсутни, јас се цел на пописот. А како ќе дадат отисок на Ама прст? нели рековте дека Чекате тие се што се- полека со случаите, ама цел на пописот се. Единици на пописот. Нели ви рековте тие што се отсутни ќе можат со формулари од странство да се Говорите, ама подпишат. како? Чекате, ако важи за мене, важи за него отисокот Па на прст. добро, он може у странство да го даде тоа. Знаете што дискриминација е тоа? Тоа е дискриминација. Добро, Со но- кое право вас ви наложам да но ставите тоа нели е прст, чекор а на него поблиску? не важи тоа. Нели е тоа Втора чекор работа, имате поблиску до странци фер кои што попис? немаат отисоци у прст тука, у базата. Ма добро, Имате деца што немаат. Тоа се малци, не говориме за овие крупни Чекайте, бројки. имате деца што немаат Не, говориме деца, за овие крупни бројки. Ма како? Не. Значи, збориме за правила на игра. За тоа не прифативте, така? Апсолутно. Втората работа, имате закон за заштита на лични податоци. Кај што вели, ова се не се дури не лични, ова се веќе податоци како ги нарекуваат оние класифицирани податоци. Кај што пристап немаме ние. Или ти можеме да имаме, ти смееме да имаме. Господине Симовски, што ако има фалсификат лични карти? Или ако се издадат лични карти, знаете, ова држава издава лични карти пред сите избори. Зошто да не издади сега? Како вие, ама имате не едно да прашам, тврдење, кое што јас себе да кажам, така е. Не, како ама- ќе се браните? Значи, вие Значи, јас не- напаѓате институција дека прави фалсификат лични карти. Знаете за тоа колку е тоа штетно што го правите. Значи, вие викате МВР дава фалсификат лични карти. Добро, која држава живеете? Ама чекайте малку. Ама ги слушавте ли Ако бомбите? дава на Ама не некој, се дали извинувам. сега дава? Чекай, ама не дава викате. Не, Пази. не, ама се извинувам. И слушавте бомбите. Слушавте за Ама пустец. говориме за дава. Не, ама слушавте за пустец. Внимавајте ние малку. не живееме во Ти идеална... пустец, јас сум го работел, Ама пустец, ние знам не многу добро што е живееме, ние пустец. не живееме во идеална држава. Во ред. Значи ние имаме проблем како да ги исконтролираме институциите, да бидат државни, а да не бидат партиски. Има начин да се контролира, затоа се Затоа контролира велам, повеќе бази на што податоци. ако дојди да се зголеми бројот на лични карти, одеднаш Еве во ред. 10-15... И се зголеми. Дали тие лични карти, Ке сите ги тие пред- лица ќе ги има во сите останати бази на податоци. Вие што Значи, ќе не е правите? само базата на лични карти во прашање. Да. Дали тие лични вие ќе ги признаете? Бидејќи знаете, ако дојде масовно да се дават Јас не ти признам ти по ништо лични карти.
значи наше е да утврдиме дали едно лице треба да биде единица на попис и ако е единица на попис, во која категорија на население треба да биде вклучено. Тоа е нашата врска. Јас, институцијава наша нема ни право, ни обврска, ни желба да проверува дали некој издал лични карти како што треба или како што не треба. Господин Симовски, последно прашање. 12 месеци е граничната точка. Некој што не е 12 месеци во Република Македонија не може да биде попишан. Не може да биде дел од категоријата резидентно население. Да, видите. Може да биде попишан. Значи ние сакаме да го попишеме. Видите, значи секогаш изминатите 20-30 години битката била околу тоа дека ако не е 12 месеци присутен во Република Македонија, тој е државјанин на Република Македонија. Ево книгата на државјанство, но не е попишан на пописите. Сега се оведува, голема грешка. Сега само 2002 и 2011 не беа цел на попис. Сега воведувате вие тоа. Не е точно. Ги поправате. Сега воведувате. Голема грешка. Сега воведувате. Значи само 2002 пописот и 2011 беа исклучени овие категории. Зошто некој кој 12 месеци не стапнал во Република Македонија треба да биде попишан? За да знаеме. Прво, колку население ни се имигрирало. Значи тоа е податок кој што е битен за оваа држава. Значи ние кукаме, се жалиме, на сите звона аудираме, дури Светска банка објавува некои податоци колку се иселено во Република Македонија. Се едно, значи не говориме о тој аспект. Нас не интересира да видиме колкава е таа маса население што се иселила. Можете ли да ми дефинирате, пошто сте учеле економија, како пишува ке Брезник и ке Балетич? Добро. Кој треба да се попише во една? Ама тоа не е спорно. Значи ние Кој? Не, кој треба? Дали ако е 12 месеци одсутен од една пишува, држава, кога пишуваат може и смее да биде попишан во Република Македонија? Не смее, господине Симовски. Не смее да се попише. Не смее. Он е одсутен. Не, прочитете ги. Не е 12 месеци. Прочитете глава 8. Затоа се ставени 12 месеци. Прочитете глава 8 од препораките на Обединетите нации. Дали затоа смее, се ставени 12 месеци. Не смее да биде дел од зашто на мала врата ги внесувате? Господине Ефтов, во пописот луѓето што се повеќе од 12 месеци. Прочитете ги препораките на Обединетите нации за пописите околу 2020 година. Така се вика на Обединетите нации и Евростат за пописите околу 2020 година. Прочитете ги главата 8 од тие препораки е посветена на попишувањето на лицата кои што се осудени во странство повеќе од 12 месеци. И никаде не стои дека не смеете. Земјата веќе, ако има интерес, ако има потреба да знае, да ги има овие информации, колку населението им се иселува и така натака, може и треба да собира податоци за овие лица. Не смее да ги вклучи во категоријата резидентно население. Тоа е елементарно. Вие знаете што е прашувам. Доктор знам што е прашувате, но погрешно го прашувате. И знаете, никаде не били не смее. И знаете која политичка партија или кои политички партии тоа го проблематизираат. Македонците кога се селат од Република Македонија се селат на два начина. Најчесто со бугарски пасош, така? Или се селуваат трајно. Во најголем дел албанците кои се селат од Република Македонија се селуваат сезонски. Се во книгата, нема се извинувам, така се. Не, за сезонски не би се согласил. Тие се број. Не се согласувам. Ама тоа јас сум ги гледал по статистики на телевизија, ама не се согласувам дека е сезонски тоа. Значи албанците се во книга на државјанства, не добиле државјанство во Швицарска или Швица, како ја викат и така натаму, имаат македонско државјанство. Тоа е проблемот како тие да се најде на мала врата да се попишат. Вие сега има возможувате на мала врата да се попишат. Да покажат бројки дека се 35, колку значи вие они ќе ги собирате тие две бројки. Они ќе ви ги собирате. Не ме интересира дали ќе ги собират. Не ви ги собират, вие мора да мислите на државата како не. Пописот 94 и пописите до 91 година ги вклучува сите како единици на пописите овие лица. Сите пописи до заклучно со 94 година. Само е направен исклучок 2002 и 2011. Во 2002 исклучокот е направен со амандман на парламентот на пленарната седница кога се носеше законот. Фер ли е да се попишат луѓе кои се 12 месеци одсутни од Република? Фер е да се соберат информации. Многу е фер. Фер ли е луѓе? Па тие луѓе всушност сега на тој начин ка сака да покажат дека ова држава треба да биде федерална. Вие ќе има возможност од пописот да се соберат бројки. Вадите заклучоци вакви, тоа се ваши лични заклучоци, апсолутно не сакам да бидам дел од тие таквите заклучоци и да ги прифатам. Така почнам, ај така да завршам. Ама оставете ги на тие кои што ако некој доведе до така ситуација, критикувајте ги тие. Вие сте сигурен дека ќе направите фер попис? Тоа се носи во парламентот таквите одлуки. Вие сте сигурен дека ќе направите фер попис? Ќе сторам се, ако не направам фер попис, едноставно ќе се преземам целата одговорност на моја. Симовски, не дај Боже, ако почнат конфликти
тепачки на терен, како што имаше 2011 година, ако почнат политички притисоци и така натаму, што вие имате на располагање? Имате ли поддршка, не само од политички партии, туку од меѓународна заедница? Или дали имате притисок на меѓународна заедница да овозможите попис кој ќе ги задоволи страстите на политичките партии? Не, од меѓународната заедница имаме притисок позитивен, пописот да се спроведе по сите стандарди кои што ги препишуваат Обединетите нации и Евростат. Многу среќа. Благодарам. Знаете колку сакам да направите фер попис. Ви благодарам на Не желба. само среќа што ќе ви даде, туку ќе помогнам колку може да направите фер попис во Ќе биде Република. задоволство, сечија помош ни е потребна. Благодарам прво на можноста. Вие сте професионално обврзан, Таков е сте стилот. професионално Таков е обврзан стилот да на на интервјута. ваков начин интервјуирате и тоа е добро, да ги покажеме сите можности за евентуални злоупотреби Неправилности. и да покажеме дека на вистина како институција сакаме, правиме сите напори и цврсто стоиме за тоа да комплетно ги оневозможиме сите евентуални проблематизирања на податоците. Не говорам проблематизирање од после, него проблематизирање додека тие се ствараат во продукцијата, говорим, прибираме. Се уморивме. И секако 30 години да не можеме попис да направиме. Значи се уморивме да сме село без куќиња. Ама јас да се сме- нафатив толкова сме таа причина, последна многу ми ќе држава. беше Значи, поубаво. Срамота е да не можеме попис да направиме во Република Верувајте ми, Македонија, многу кога ќе ми сме беше некое поубаво племе и од Бурунди. полесно сега да имам некој бекграунд, говоревме за тоа, имам некој Да седите, CV, да пиете кафите, да, критикувате. сега бев некој случник во Албанија или на Косово да им солев памет како се прави попис, отколку тука да бидам начело на оваа на оваа институција и тоа ќе го правев за многу побои и финансиски решенија и ќе бев мирен и ќе немаше ме боли главата. Се нафатив бидејќи на вистина сум дел од оваа институција 30 години токму во областа на пописот и мене ме боли овдека што немаме попис 20 години. Тоа ми беше единствената цел и намера, да тоа се нафатив, секој ми беше многу убаво сега дека да уживав, да солев памет и да земав пари за тоа. Многу Затоа апсолутно нема да дозволам никаква. Многу среќа. Фала многу. Во мај месец се гледаме, се надам со еден фер и успешен попис во Ќе ми Република. биде задоволство да се видиме со сите представници на медиумите и кога таму некаде ќе кажем дека завршиме секако што треба во мај месец, односно крајот на април, а некаде во август, почетокот на се надевам кога ќе ги објавиме резултатите. Го остана многу прашања во времето на Дјази, мал се доцневме, затоа не ги поставуваме сите прашања, ги оставиме за некоја следна прилика. Бујно. Се најдобро, многу Ќе ми биде среќа. задоволство. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва темата беше дали ќе биде фалсификуван пописот во Република Македонија, односно што треба да направи македонската држава конечно после 20 години да имаме еден фер и регуларен попис во Република Македонија. Ви најавам ново дружење недела 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.